четврток го одбележуваме и четвртиот ден од месец јануари 2024 година. Почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности, настани и случувања кои го одбележуваат денешниот ден. Следете на. Одбележани 81 година од смртта на народниот херој Страшо Пинџур. Историски час се одржа пред спомен куќата на херојот во неговото Ваташа. Кавадарчани пред се жителите на Ваташа. Денеска со полагање на свежо цвеќе на бистата во дворот на спомен куќата во Ваташа одбележа 81 година од смртта на народниот херој Страшо Пинџур. Свежо цвеќе положи делегацијата на Сдруженијето на борците, представници на Кавадаречкиот совет, делегација од музеј галеријата Кавадарци, делегација од кабинетот на градоначалникот, делегација на Сдруженијето на борците од Неготино, пратеникот Зоран Јованчовиќ, членови на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, како и представници на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Кавадарци, делегација на Основното училиште Страшо Пинџур, представници од Винскиот музеј и библиотеката Феткин и советничката група на независниот кандидат Ристо Сакалиев. Потоа историски час за присутните одржа Натка Китева, кустос историчар во музеј галеријата. Во плејадата борци и револуционери за слобода од тиквешкиот крај, значајно место му припаѓа и на народниот херој од периодот меѓу двете светски војни и ослободителната војна 1941-1945 година Страшо Димитар Пинџуров. Неговиот животен пат и револуционерното дело се длабоко врежани не само во пишаните документи, туку и во свеста и паметењето на луѓето од овој крај. Денес се навршуваат 81 година од убиството на народниот херој Страшо Пинџур. Роден е на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко работел како учител. Потекнува од познатото револуционерно семејство Пинџурови од Ваташа. Татко му Димитар и баба му Наца биле активни учесници во Илинденското востание, така да Страшо уште мал ја почувствувал големата љубов кон татковината. Уште немал ниту една година кога останал без татко, а кој загинал во виорот на Првата светска војна во октомври 1915 година ке селото Криволак. Единствена хранителка и воспитувачка станала неговата баба Наца, на која и останал приврзан и благодарен до крајот на својот живот. По природа бил тивок и повлечен. Длабоко внатре, тој бил многу емотивен, чесен и искрен кон своите блиски, другари и пријатели. Основно образование и ниша гимназија завршил во Ваташа и Кавадарци. По укинувањето на гимназиите во Македонија во 1929 година од страна на големосрпската буржуазија, како и многу други ученици, и Страшо своето образование го продолжил во Србија, каде било отворени специјални интернати само за македонските ученици. Во Крагуевачката гимназија се изградува како напреден младинец и револуционер. Тука, во текот на 1933 година, започнал да го пишува својот дневник, по кој можеме да прочитаме за неговите размислувања, за светот што го обкружува, за другарите, за љубовта. Покрај другото, во овој дневник запишал: "Јас ќе умрам млад, а мојот гроб нема да се знае." Ова негово пречувство и навистина се остварило. Во 1935 година Страшо Пинџур се запишал на правниот факултет во Белград. Многу брзо влекол во редовите на напредното младинско и револуционерно движење. Се вклучил во друштвото на напредните македонски студенти Вартар, а во текот на 1936 година бил избран и за негов секретар. Станал и член на акциониот студентски одбор. Немало акција организирана од овој комитет во која Страшо не учествувал, како демонстрации, митинзи, академии и предавања. Тој бил еден од основачите на македонското народно движење МАНАПО, кој во периодот од 1936
до 1938 година развило голема активност. Во почетокот на април 1938 година се обидел да се префрли во Шпанија и да се бори во интернационалните бригади против фашистичката диктатура на генералот Франко. Доаѓа до Прага, но не успел да фати врска, па се вратил во Белград. Поради неговата голема револуционерна активност и агитација меѓу студентите и работничката младина, во мај 1938 година бил уапсен од белградската полиција и осуден на 6 месеци затвор во Ада Циганлија. За време на летниот распуст во 1939 година Страшо Пинчур заедно со Ристо Михов и Ѓошо Бојаджиев ја формираат партиската ќелија на КП за кавадарци и Ваташа, односно ја обновиле партиската организација која по 1920 година се наоѓала во длабока илегала. По завршувањето на правниот факултет во декември 1940 година, неговата активност како револуционер уште повеќе се зголемила. Бил будно следен од полицијата и повторно уапсен и спроведен во истиот затвор каде одлежал 3 месеци. Пред окупацијата Страшо бил пуштен на слобода. На 27 март 1941 година во Скопје, заедно со Кузман Јосиповски Питу и Мирче Ацев, учествува во демонстрациите против приклучувањето на Југославија кон Тројниот пакт. Со нападот на бугарските окупаторски сили на Македонија во април 1941 година, Страшо се наоѓал во Скопје, каде бил назначен за инструктор на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, а од септември 1941 година е член на Покраинскиот воен штаб. Тој бил задолжен да ја зајакне партиската структура, да формира нови местни комитети и воени штабови. Од јуни 1942 година е член на главниот штаб на Македонија. Во ноември 1942 година бил разбиен делешкиот партизански одред Димитар Влахов, па Страшо Пинчур и Мирче Ацев доаѓаат во Белес да ја консолидираат работата на партиската организација. На 18 декември се провалени во куќата на Јован Митрев и биле уапсени од бугарската полиција и спроведени во областната полициска управа во Скопје. На 4 јануари 1943 година во Скопскиот областен затвор, како последица од силните измачувања од бугарската полиција, Страшо Пинчур умира. Било наредено уште истата вечер телото да биде однесено и закопано некаде на тајно место. Загинал на неполни 28 години. Така завршил животот на еден од најголемите револуционери и политички раководители на Македонија од времето на Втората светска војна. До денес не се знае каде е неговиот гроб. Кога на 24 септември 1943 година на планината кај Макчалан бил формиран вториот батальон во Македонија, името го добил по познатиот голем револуционер и борец Страшо Пинчур. За неговата активност во организирањето на македонскиот народ во борбата против бугарскиот окупатор, Страшо Пинчур е меѓу првите прогласени народни херои во Македонија и Југославија на 29 јули 1945 година. Со солидното образование што го имал стекнато, можел да има живот пон со убавини и радост, но тој одбрал живот пон со маки, страдање и неизвестност. Бил решен да ги исполни своите младежки идеали во кои верувал и бил убеден дека еден ден ќе се и реализираат. И бил во право. Вечна му слава. Денеска ваташани за прв пат чествуваа пред споменикот на Страшо Пинчур, 81 година од смртта на народниот херој, одбележани со двојно чествување во легендарното Ваташа. Денеска во Ваташа се одржа двојно чествување по повод 81 година од смртта на народниот херој Страшо Пинчур.
Прво се полагаше свежо цеќе на бистата во дворот на спомен куќата, а потоа присутните се префрлија пред споменикот на херојот, кој пред крајот на 2023 година беше дислоциран во Ваташа од дрвно-индустријскиот комбинат Страшо Пинџур. Овде свежо цеќе положи делегацијата на Сдруженијето на борците од Кавадарци, представници на Кавадаречкиот совет, делегација од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев, делегација на Сдруженијето на борците од Неготино, пратеникот Зоран Јованчев и членови на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци, делегација на Основното училиште Страшо Пинџур од Кавадарци, представници на местниот комитет и местната заедница Ваташа и делегација од Музеј галеријата Кавадарци. Потоа на присутните им се обрати директорот на Музеј галеријата Кавадарци Јаким Зимовски, како и председателот на Општинската организација на борците и поддржувачите Боро Бојаджиев. Денеска сме тука да обележиме 81 година од убиството на нашиот народен херој од времето на НОВ и револуцијата 1941 година и 1945 година. Страшо Димитар Пинџуров. За неговата активност и организирање на македонскиот народ во борбата против бугарскиот фашистички окупатор нема да говориме тука, бидејќи за истиот час, историски час, ни одржа нашиот кустос Натка Китева. Музеј галеријата, како единствена културна институција во општина Кавадарци, која се грижи за обележување на настаните од минатото, сака да испрати благодарност до иницијаторите за дислокација на споменикот на Страшо Пинџуров од дрвниот комбинат, каде што беше оставен во забот на времето и далеку од очите на јавноста. На оваа прекрасна локација, каде ги припаѓа во село Ваташа. Тоа се Крста Змеовски и Зоран Пењушков. Тука секако и се помагателите, пред се градоначалникот на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев, советот на општина Кавадарци, советникот Перо Николов, пратеникот во Македонското собрание Зоран Јованчев, професор доктор Блажо Боев, Илија Баров, Доне Илов, Методи и Кире Сапунџиеви, Диме Штаков, Вано Дојков, Драган Толев, Зоран Тодоров, Пепи Серенаков, Ване Керов. Секако тука и авторот на споменикот Џоко Стојанов. Асмашини, Илемак, јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци, Макарена село Ваташа, Скара Бисер, Микомерц и многу други. Доколку некои испуштивме, ве молам да не ни замерите. Горди сме што денеска стоиме овде пред бистата на Страшо Пинџур, ново лоцирано тука во село Ваташа. По неуспешниот обид на Страшо Пинџур да замине во Шпанија во 1938 година и да се бори на страната на интернационалните бригади, Страшо Пинџур се враќа во село Ваташа да помогне во изборната кампања за кандидатот за пратеник на Сдружената опозиција, доктор Илија Чулев. Одма по доваѓањето се поврзал со Џошо Бојаджиев и Ристо Михов, а другари на татко му Димитар Пинџуров уште од Тиквешко востание. Веднаш потоа Страшо заедно со Џошо Бојаджиев тргнуваат по селата на Кожу и се лоцираат во село Рожден. Таму представуваат во куќата на Јошо Рамов, од каде ја координираат работата за изборната кампања. На тие избори кандидатот на Сдружената опозиција Илија Чулев добива најмногу гласови. Од 2614 гласа кои гласале, 2270 тоа се за Илија Чулев. 39 година Страшо Пинџур заедно со Џошо Бојаджиев ја обновуваат работата на партијска организација во 1939 година. Набрзо потоа Комунистичка партија се проширува со нови членови и тоа по иницијатива на Белградскиот универзитет се во партијата влегуваат интелектуалците Мито Хаџивасилев Јазмин и Ристо Жуно Бацка. И двајцата занаетчи од Кавадарци Чиро Спанчев Браков и Перо Угуров. И сега партијска организација прераснува во местен комитет на Кавадарци. Вредно е да се напомене дека овие наследници учуваат во Ваташа. Така што од 3 члена на партијската келија, 2 се од Ваташа, а од 7 члена на местниот комитет, 4 се од Ваташа.
Горди сме што сме пред споменикот на Страшо Пинчо и нека му е вечна славата. Продолжуваме на тема инфраструктура во Кавадарци. Интензивно се работи на поставување на атмосферска и фекална канализација во селото Возарци, пошто следува и комплетно асфалтирање на главната улица и споредните улици во селото, информираат од локалната самоуправа. Инвестиција на општина Кавадарци во висина од 20 милиони денари, а изведувач е фирмата Жикол. Продолжуваме со инфраструктура во Кавадарци. После пробивањето на улицата 25 мај во Кавадарци и изградбата на подпорни зидови се пристапува кон поставување на канделабри за осветлување на кракот од оваа улица, откако претходно беше поставена атмосферска и фекална канализација на истата. Изведувач на работите е фирмата Градба Промет. Мој општинар во соработка со јавното предпријатие Комуналец Кавадарци започнаа со садење на нови садници јавор на новиот крак од улицата 25 мај. За Евроникел Индустри, односно поранешниот комбинат Фени од Кавадарци, се бара отварање на предстечајна постапка, пишува Фактор. Таквата пријава стигна до Централниот регистер на крајот на декември минатата година, а таа е примена во регистерот на 29 декември. Во пријавата стои дека се бара предстечајна, односно претходна постапка за должникот Евроникел Индустри од село Возарци, Кавадарци, кој е регистрирано како трговско друштво за ископна руда, производство на метали, трговија и услуги. Извори за порталот од Комерцијална банка рекоа дека преговорите со потенцијалниот странски инвеститор оделе одлично. При тоа не само што постои голем и сериозен интерес од комбинатот од странскиот инвеститор, туку од купување на комбинатот не се откажува ниту домашниот инвеститор, така што се очекува и тој да понуди подобри услови и да биде сериозен играч за стекнување собственост врз која кавадаречкиот комбинат ќе биде купен. Продолжуваме со дневникот, а следната вест ни е од билтенот на МВР. Од полицијата информираат за пријавени закани, физички напади, семејно насилство и одземен пиштол. Вчера во 10 часот во ОВР Кавадарци, 18-годишна кавадарчанка пријавила дека нејзиниот зет за сестра од Кавадарци по телефон и упатувал закани. Тој бил повикан во полициска станица и со него бил извршен службен разговор, а по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Во билтенот исто така е регистриран и настан во Велес, имено вчера во 22 часот и 40 минути на полициски службеници од СВР Велес, МБ 24 години од Неготино, им пријавил дека на паркинг простор пред објект на езеро Младост во Велес бил физички нападнат од БМ од Неготино. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Од полицијата информираат дека вчера во 9 часот и 50 минути во Велес полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Велес го лишиле од слобода ТС од Велес. При претрес во неговиот дом, извршен со наредба од Основен суд Велес, биле пронајдени одземени пиштол Екол Туна и рамка со куршуми калибар 6,35 мм, кој ги поседувал без дозвола. Бил известен јавен обвинител, а лицето било приведено во полициска станица. По документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од СВР Велес, и исто така информираат дека вчера во 22 часот во полициска станица Велес 77 годишен велешанец пријавил дека во семејната куќа по кратка расправија бил физички нападнат од неговиот син, снаа и внук. За настанот бил известен јавен обвинител и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Министерот за финансии Фатмир Бесими на денешната пресконференција за отчетот за сработеното во минатата година како одговор на новинарско прашање рече дека во 2024 не се предвидени дополнителни средства во буџетот за зголемување на плати за функционерите. Нема пари во буџетот за зголемување на платите на функционерите во 2024. Тоа е одраз на политиката што ја
најави владата дека ќе има законски интервенции тоа да не се случи во 2024. Дополнително зголемување во однос на 2023 нема да има, рече министерот. Поголеми плати, пензии, инвестиции и поголем економски раст во 2024 година најавуваат од владеачката СДСМ. Годинава која што е пред нас ќе биде уште подобра од изминатата година на економски план. Платите, пензиите и инвестициите ќе продолжат да растат. Економијата ќе се развива позасилено. Влијанијата на шоковите од енергетската и економската криза врз глобалните економии се уште се присутни, но антикризните мерки го даваат посакуваниот резултат. Економскиот раст ова 2024 година ќе се забрза на 3,4%, инфлацијата ќе продолжи да се намалува под 4%, а буџетскиот дефицит ќе биде помал. Платите, пензиите, инвестициите понатаму ќе се зголемуваат, ќе има повеќе за сите. Во буџетот за 2024 година веќе се предвидени дополнителни 160 милиони евра за повисоки плати и дополнителни 170 милиони евра за повисоки пензии согласно новата методологија. Со СДСМ платите и пензиите растат постојано и во сите сектори. Просечната месечна плата по вработен СДСМ ја покачи на 39.000 денари или 630 евра. Во времето на ДПМН просечната плата изнесуваше околу 22.000 денари. Во изминативе 6 години СДСМ ја зголеми минималната плата 4 пати. За само неколку години и во споредба со ДПМН минималната плата СДСМ ја зголеми за над 100%. Ова година, почитувани, ќе има и ново зголемување на минималната плата. Во споредба со времето на ДПМН, СДСМ за 50% ја зголеми минималната пензија и за 50% ја зголеми просечната пензија. Пензиите ќе продолжат да растат со СДСМ и оваа година. Во време на ДПМН, просечната пензија изнесуваше 13.754 денари или нешто над 200 евра. Во март 2023 година просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари, што е зголемување од околу 6.000 денари, односно 100 евра. Оваа година пензиите повторно ќе се покачат. Во времето на ДПМН невработеноста беше 25% со СДСМ, невработеноста во овај момент е околу 14%. Странските инвестиции во 2016 година во време на ДПМН изнесуваат 338 милиони евра. Во 2022 година, година после пандемија со COVID-19 и во ек на глобална економска и енергетска криза, односно во време на СДСМ, странските инвестиции изнесуваат речиси 754 милиони евра, двојно повеќе од тоа што биле во 2016 година. Инвестициите во ТИРС во време на ДПМН во 2016 година изнесувале кумулативно 600 милиони евра, во 2023 година во време на СДСМ кумулативно изнесуваат 2 милиарди евра. Во тешки услови обезбедивме историски најсилна економска поддршка за граѓаните од над 2,6 милиарди евра, а во времето на ДПМН поддршката за граѓаните беше нула. Со СДСМ, почитувани, има повеќе за сите. Социјалдемократските политики во економијата се покажаа како најуспешен економски модел кој носи повеќе за сите. За 7 години СДС и ДУИ на власт во здравството имаат само корупција, непотизам, враќање на состојбата децении назад. Од ветеното реализирани едва 20%, обвинија денеска од опозиционата ВМРО ДПМН. За здравството во последните 7 години има само една констатација, а тоа е никогаш не било полошо. Власта на СДСМ и ДУИ го уназади здравствениот систем, особено јавното здравство, редеше скандали, наместо инфраструктура ги полнеше своите джебови, а заборави и на граѓаните. Не само што нема прогрес во ресорот со живот значи, туку имавме и враќање на неколку децении назад. Зад себе по 7 години оставија само деградација на здравствениот систем и кадар кој е демотивиран од непотистичките, исполитизирани вработувања, без критериуми, а спремени само за кадри блиски до власта. Зад себе по 7 години оставија само деградација на здравствениот систем,
Заборавија на граѓаните и на нивните потреби за модерен здравствен систем. Што се случуваше? Минатата година за состојбите во здравството, власта предводена од СДСМ и ДУИ доби најблаго кажано шлаканица од Брисел. Извештајот на Европската комисија беше негативен и им констатираше основна негрижа и назадување, особено во јавното здравство. Наместо изградба на нов клинички центар, кој требаше да биде веќе готов, граѓаните поради неспособноста и следењето на личните и партиски интереси на СДСМ и ДУИ ќе плаќат одштета, и тоа станува збор за одштета од речиси 20 милиони евра, која ќе треба да се плати со народни пари. Во 2021 година, во септември, изгоре модуларната болница во Тетово, направена со изолација од пурпена, имаше 14 мртви пациенти и нула одговорност. Власта на СДСМ и ДУИ имаше обиди за приватизација на биохемиските лаборатории, за приватизација и концесија на итната медицинска помош, дури и за градската општа болница 8 септември. И сето тоа со една цел – за лични потреби и лични профити. Власта на СДСМ и ДУИ остави печат и со низа нетранспарентни тендери кои одговараат на само еден поднудувач. Нетранспарентни беа посебно набавките на лековите за ретки болести. На почетокот на 2023 година падна системот на Фондот за здравствено осигурување, со што беше загрозена безбедноста на личните податоци на осигурениците и на пациентите, не се исплаќаа рефундации за лекови, боледувања, а проблем настана и со платите на медицинскиот персонал. Сведочевме на скандалот на онкологија, за кој власта прозборе на крајот на септември минатата година. Како Комисија за здравство уште во април предупредувавме за случувањата. Сумирано, на клиниката за онкологија се работело без протоколи, без стручни колегиуми, без систем на следливост кој намерно бил елиминиран, зашто едноставно страдаат пациентите, единствено тие, додека некој профитира во Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Почитувани, никогаш не било полошо и затоа ќе ги поразиме. Ветувањата останаа само на хартија. Ке епохалните проекти од рубриката «Никогаш не се случило» денес е само синоним за лаги, манипулации и неработа овие 7 години, како и маргинализација на овој ресор. Ветија ревизија на позитивната листа на лекови, а нема ниту абер од новите модерни лекови на позитивна листа. Во моментот на клиниките кои се круцијални во здравствениот систем, недостасуваат основни лекови. Се чини дека подготвуваат позитивна листа под терк на фармацевските компании блиски до СДСМ и ДУИ, додека во соседството гледаме како едноставно се додаваат модерни лекови на позитивните листи. Ветија реформа на примарната здравствена заштита ја стартува и така ја оставија. Ветува и ослободување од партиципација за болничко лекување за пациентите. Ветува основање на фонд за лекување во странство на деца до 18 години. Но сето остана во рубриката «Ке, никогаш не се случило». Едно е јасно. Од назадување во сите сегменти во здравството, особено во јавното здравство, и нереализација на проектите Ке и Ке пустошот на вистина е доволно. Никогаш не било полошо. Време е да ги поразиме. Доста е од Ке влада, доста е од Ке здравство. Наш приоритет е итно рестартирање на здравствениот систем. Дневникот го продолжуваме со спорт. Ракометните кадети утре стартуваат со квалификациите за Европското првенство. Македонските ракометари се во група со своите врсници од Словачка, Швајцарија и Косово. Стручниот штаб и селекторот на машката кадетска ракометна репрезентација Наум Танески со нетрпение го очекуваат почетокот на предстојниот квалификацијски турнир за пласман на Европското првенство до 18 години во оваа 2024 година. Репрезентацијата на Македонија е во група со Косово, Словачка и Швајцарија, а квалификацијскиот турнир се игра од 5 до 7 јануари. Најдобрите две репрезентации ќе обезбедат пласман на кадетскиот континентален собир 2024. Веќе утре, нашите кадети ќе се сретнат со своите врсници од Словачка со почеток од 15 часот.
Во сабота во истиот термин од 15 часот ќе играме со Швајцарија, а во недела се среќаваме со кадетите на Косово. Во составот на репрезентацијата има дури 7 мина од екипата на Алкалоид, 4 од Мултиесенс, 3 од Аструга, по 2 од Бисинов и Еврофарм Пелистер 2 и по 1 кадет од Охрид и ГРК Тиквеш. Во случајов станува збор за ракометарот кој се почесто добива можности во првиот тим на кавадарчани Мики Лазов. И пред крајот на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно, по котлините магловито. Поплатна облачноста ќе се зголеми. Преку денот ќе дува слаб ветер од јужен правец, температура до 11 степени. Под влијание на циклонска активност од сабота кон крајот на денот ќе има врнежи од дожд. Само на повисоките планини од снег. Врнежите ќе бидат побилни во текот на ноќта кон недела. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец, а од понеделник од северен правец, што ќе предизвика значително зголемување на врнежите, а кои ќе преминат во снег и во повисоките места. Во понеделник ќе биде постудено со услови за појава на дожд со слаб интензитет, а слаб снег ќе провејува на планините и на пониските и повисоките места. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Продолжете да не следите во текот и на утрешниот ден, а за повеќе детали за актуелностите следете не во 20 и 22 и 30 часот.